Ден по поплавите во Горни и Долни Подлог, екипа на телевизија Кочани ги посети најоштетените семејства кои со засукани ракави и ногавици се уште се мачеа да ја направат пат на водата заради истекување и ја чистеа покукнината од која добар дел е целосно уништена. Разочарани поради штетите се прашуваат дали ова мораше да им се случи и дали нема да се повтори додека не се изнајде соодветно решение за одводнување. Самите велат дека им се уништени мебел, електроуреди и бела техника, залихи од храна за нив, но и за добитокот, автомобили, трактори и слично. Штетите се големи, водата е намалена едно 30-40%, а штетите се огромни. Епидемија сигурно ќе не стигне, бела техника да, епидемија сигурно ќе не стигне ако не действуваат институциите. Јас се припремав, нешто купив, значи утре други ден ќе се прска. Цело мало ќе мора да се прска, посебно левиот дел, дека беше поплавата, ќе мора сите организирано да се испрска и да не се деси нешто поголемо. Едно-два месеца гарант ќе мора да исчезне влагата, па да се работи и да се биде спремно да се уселиме. Имаме штета голема. Имаме намештај, фрижидери, телевизори, се унатре уништено. Кревети, уметничките слики на син ми ги качив горе колку можам нешто да спасам. Инако еве сега беа пожарникарите овие тука што се рекоа додека ова не се повлекло, нема шанса однатре да повлечат. Паќе се наполни вода и нема. Меѓу најпогодените е и оваа жителка на Горни Подлог која овде дошла во помирен амбиент да ги поминува деновите, далеку од градската врева. Меѓутоа, спокојството и го не рушила поплавата. Бога ми, после тоа мораме нешто да преземеме. Некој... Одводни канали? Да, тоа треба да се земе предвид. Тоа од општина ли, тука ли, месна заедница треба тоа да го направи. Ние од градот дојдовме тука во село да живееме, ајде викаме на стари години да се трнеме таму, ама еве кој гледа што се случува се. И луѓето тука што живеат толку години живеат, вика во прв пат овакво нешто што се случува. И бидејќи водата се уште се цади од по линијата, а јазот кој тука поминува е преполн, многу ми настравуваат дека при првиот обилен дожд може да се повтори и да се доуништи се. Погодените од поплавата доставуваат фотографии и барање до општината заради утврдување на штетите, со очекување дека барем дел од уништеното ќе им биде надоместено.